Земјоделството, екологијата и туризмот се во фокусот на проектите кои можат да добијат поддршка од Европската Унија. Над 70 милиони евра досега се доделени од Европската Унија за проекти во регионот токму во овие сектори, рече меѓу другото во изјава за медиумите Никола Бертолини, раководител за соработка при делегацијата на Европската Унија. Мило ми е што сум тука во Кавадарци по прв пат, во една серија од настани кои што се дел од иницијативата на Европската Унија, овој 14-ти ваков настан. Целта на овој тип на работилници е да се приближиме до граѓаните на Видне, до општините пред се и да ги опфатиме интересите на сите чинители, граѓанскиот сектор, бизнес секторот, сите кои што се заинтересирани. Значи, ова денес беше одлична работилница во која што ние успеевме да собереме многу информации од во однос на потребите на населението тука за европски проекти пред се. Разговаравме и со градоначелникот, значи битно е да ги вклучиме и општините со тоа што ќе се обезбеди по едно лице кој што ќе биде фокална точка за понатака да ги запознаме луѓето за можностите во однос на EU фондовите. Во земјава околу 950 проекти се поддржани од европските фондови за инвестиции во земјоделството, преработувачката и руралната преобразба. Пред се сме тука да ги запознаеме граѓаните за сите видови на програми кои што се нудат под европските фондови, нели? Ние собираме исто така информации, знаеме дека пред се Кавадарци е општина која што се занимава со земјоделие и со туризам и очекуваме, има проекти во таа насока, но очекуваме да се подобрат проектите, да има многу повеќе војдене токму во тие две области. Значи тоа што ние цело време го нагласуваме како најголем приоритет е заштитата на животната средина, да се исчисти животната средина, така што ние даваме пред се акцент на тој сектор и голем број на проекти ќе бидат поддржани во таа насока. Бертолини информира и за најчестите проблеми со кои се сретнува невладиниот сектор при аплицирањето со проекти. Најголем проблем, да речеме, за невладиниот сектор е неможноста да се обезбеди постојано финансирање затоа што тие зависат од буџет кој што им е пред се дониран од донатор. Но работиме на тоа да се изнајде решение со тоа што и на владино ниво, а и на локално ниво властите да бидат вклучени во кофинансирање и на тој начин да се решат овие проблеми. Во текст се 395 проекти на Европската Унија во вкупен износ од 359 милиони евра, од кои 41% од проектите во општините, а 4% во граѓанскиот сектор. Со пари од европските фондови се изградени повеќе од 100 километри автопатишта, 64 километри патишта во повеќе од 40 општини и 60 населени места, 15 километри железнички пруги, 11 железнички станици и 18 мостови. На денешната работилница во Кавадарци, локалните власти од општините во регионот, граѓанските организации, асоциации, земјоделци и бизнисмени имаа можност да се запознаат со актуелните можности за финансирање на проекти на локално ниво.